Независниот кандидат за општина Врапчиште Зулхајра Демири во синоќешната емисија Клик Плюс истакна дека основните принципи на идното управување, доколку тој застане на чело на општината, ќе бидат транспарентноста и отчетноста кон граѓаните. Тој ја критикуваше претходната општинска власт поради недостиг на транспарентност во врска со општинскиот долг, наведувајќи дека спомнатите бројки се контрадикторни и дека реалниот долг според него надминува 1,5 милиони евра. Според Демири решението лежи во намалување на долгот преку искористување на капацитетите и ресурсите на општината, кои моментално, како што вели тој, завршуваат во рацете на приватни фирми преку јавно-приватни концесии. Ja pra gjithë pyetjet ndërlidhen me të njëjtat përgjigje, sepse do duhet që na tani të bëjmë loj fjalësh, dikush thot 200.000, dikush 700.000, ndërsa unë jo garantoj që borxhi të kalon mbi 1.5 milion euro dhe këtu është ajo që them unë, nuk është transparent dhe qytetarët nuk dinë se cilin ta besojnë. Mirë por unë besoj që pak rëndësi ka kjo, ne borxhin do mundohemi që ta zvogëlojmë për arsye se ne kemi aq shumë kapacitete dhe aq shumë resurse në komunat tona, të cilat shumë para nuk gjeneron ndërmarrja publike, nuk gjeneron komuna dhe ata janë dhënë me koncesione publike o private. Демири оценува дека неговата политичка опција ќе победи на 11 јануари. Според него таа победа ќе биде во корист на граѓаните, бидејќи целта е општината да се стави во нивна служба и секој граѓанин, како што вели тој, да биде господар во својот дом. Unë asnjëherë nuk ja atriboj vetes as dështimet edhe as meritat. Unë mendoj dhe besoj fort që opsioni jon do jetë fitues më 19 janar dhe momentin që ne opsioni jon do jetë fitues, do fitojnë qytetarët për arsye se unë kam thënë publikisht dhe ja këtu edhe ripotencoj se ne do e bëjmë komunën dhe çdo qytetar të komunës do e bëjmë zot të shtëpisë vetë. Демири се обврза дека нема да прекине ниту еден проект кој е започнат и е во интерес на граѓаните и дека со неговото доаѓање на чело на општината ќе се заврши и проектот за канализација, ќе се реши проблемот со водата за пиење, со отпадот, како и неколку други проекти.